beli, dobri, golemi mali, od vremenja stari su vi poznat jas, a sega pak sme odnovo zajedno i na ovoj način ja sunči so vas. Hej! Ušte eden den kemine, ko mnogo drugi dosega, a vo gradov ne som slušnal ni tu smef, ni tu pahšega. Ušte eden den kemine. Može bi tuka se krije šegata. A, Sivko, a? Dobar den, majstore, ajlija rabota da ti je? Ne, naravno, Denov Petre, ne. Ajde, zašto taka, majstore? Gledam, ti odat rabotite. Koja odi, koja ne odi, važno site ne odat. Ede, što se slučilo? Ajde, momče, vreme je za ruček, a? Što veliš? A, vreme je, majstore, odamna je vreme. Taka je, odi kupi nešto. A mi, majstore... Što je, de? Majstore, treba pari za da se kupi alva. A, imaš pravo. No koji ti rekao deka treba da se kupi alva? Pa, ja staka si mislim. Ostavi ti što misliš. Evo ti 3 groša i kupi malku graf. A, ako nema graf, majstore, da kupam li alva? Ako nema graf, kupi troa piper. A ako nema piper, da kupam li alva? Ne, kupi troa zelje. Ako nema zelje, da kupam li alva? Ako nema zelje, kupi troa domati. A ako nema domati, majstore, da kupam li alva? Maš bre pezevenk, kupi što sakaš. Znači alva. Ете, takvi se сега калфите и трпео, такви. Takvi, da, a što maka imaše ti, majstore, a? Голема, бре, Петре, голем. Значи, вака, Петре. Имав едно магаренце. Ете, токму како твое. Тоа не беше магаренце, туку анđелче. Вистинско анđелче. Сиво, ете, токму како твое. Сиво, здраво, умно, убавина. Pa, ajde, zboruvaj pobrzo. Како да зборувам побрзо кога срцево ми плаче? Така ти велам, тоа не беше магаренце, туку магаренце и половина. Ама имаш и една мана. Многу јадеше сено. Magarето? Магарето не јас. Ede, ne lutice, nemoj. Ponatamo, a? Па, така, јадеше многу сено. Цел ден само јаде. Еве, твоево магаре се познава дека е умно. Цело време не гледа и како да не слуша. И не јаде ништо. А моето, крај не можеше да му се фати. Па, така, го гледам јас еден ден како јаде и си велам. Не. Зошто јас не го научам магаренцево да не јаде? Ти тоа го велиш, а? Па јас нема санким магарето тоа да го вели. Еде, не лути се. Добро. И така, што наум, тоа надрум. Си почнав јас на магаренцето секој ден да му давам се помалку сено. Секој ден помалку. И на вистина, почна магаренцето да слабее, но почна и се помалку да јаде. Теравме, така еден месец. Јас се помалку му давам сено, тоа се помалку јаде. Јас се помалку сено, тоа се помалку јаде. Да. Пред 2 дена почна сосема да не јаде. Јас ќе му донесам тоа сено, а тоа само ја врти главата. Ајде, Чесен збор, токму така.
sosema se odvikna magarencето od jadenje. Ajde. Česen zbor tokmu tak. Sosema se odvikna magarencето od jadenje. Se odvikna, a? Sosema. Magarenceto, a? Magarето не јас. Dobro, ne luti se, ne luti se. A ponatamu, a? Нема што понатаму. Удам са вајлео во штата и гледам магаренцето умрело. Umrelo. To što zborува? Да, токму така, умрело. Не ми е криво што умрело, сите тоа не чека. Туку ми е криво што умре токму тогаш, кога го научив да не јаде. Ете, тоа ми е криво. Пејо, тука ќе има шега. Голема шега. Се случуваат и такви работи, мајсторе. Да, се случуваат. Туку, знаеш што? Јас дојдов да ми позаимиш еден котел. Ако да? Голем, убав. Разбра? Сиромашец сум за да купам, а ми треба, многу итно ми треба. Ако сакаш, за еден ден да ми го позаимиш, многу ќе ти бидам благодарен. Ако да, ако. Секој ден позајмување еден грош. Бива, а? Еден грош, бива. Бива, не бива, тоа ти е се. Ми треба котелот и мора да го земам. Тогаш земи еден котел, земи. Ај, со здравие, мајсторе, со здравие, со добро. Со здравие, Пео, и зачувај го ако сакаш котелот и цела седмица. Се едно ми е. Пријатели сме, ако тебе не ти услужам, кому? Сека шега ќе се плати, било со пари или со смев, а скржавоста со златник, алчноста е тежок грев. Ајде, Пејо, 2 дена те канам, па јас мислев дека заборави на нас. Ајде да си ми жив и здрав, добре дојде. Здраво живо, мајсторе, здраво живо. Како си, момче, а? Оди ли работата, а? Оди, па застанува. Подобро е така, отколку да застанува. Да застанува, па да појде. Многу се забави, бре, Петре, ти, многу. Цели 2 дена, што би се рекло. 2 гроша. Така де, мајсторе. 2 гроша. Еве, значи, така, еден, да, земи ги, мајсторе. Честно си ги заработил. Туку, знаеш што? Јас имам една радосна вест за тебе. Котелов што ми го даде е женски. Ајде, де. Море, остави се, не играј мајтап сега со мене. Кај може котел да биде машки или женски? Котел си е котел. Јас мајтап не играм. Котелов на вистина е женски. Добро, од кај знаеш, не? Многу просто. Синоќа Котелов твој се породи. Има котле. Котле има. Ти велам, јас се шегува, Петре. Сегачија. Не се шегувам, бре, луѓе, не се шегувам. Еве го котлето. Ве лажам ли? На вистина котле. Вистинско котле. Котле како јас да сум го направил. Котле. Сосема ново и мало котле. Чесен збор. Па сега, чие е ова котле? Па, твое се разбира. Ти си газда на котлицава. Сосема поулавел човеков. Ама што ми е мене грижа за тоа? Ќе си го земам котлево. Чиста заработувачка. А освен тоа и 2 гроша згора.
Знаеш ли, Петре, дека и мене ми се случувале вакви работи. Ќе дојдам јас изутрина на работа и тап, крај некој голем котел, гледам малечки котлиња. Се случува тоа. Нели бре, Пезевек, се случува тоа? Се случува, мајсторе. Ете, гледаш, се случува. Знам, се случува. Та нели и мене со позајмениов котел тоа ми се случи, а? Така де, така. Момче, ајде, ја потрчи низ чаршијава и кажи им на луѓето што се случило. Ај трчи. Луѓе, мајстори, се случило чудо. Котел родил котле. Каитар пејо, котел родил котле. Луѓе! Се случи тоа, луѓе, а? Синоќа котелот што го позајмив од мајстор Динко роди котле. Еве, ја, ова е котелов, а ова котлето. Погледајте де. Мраѓе, мајта пигра. Добре, каков мајтов, те не гледаш и ново котле до него. Навистина котле. Подготвува нешто, Пејо, бидете сигурни во тоа. Имаш да ми даваш, Петре, уште еден грош. Од каде пак уште еден грош, а? Па за котлето се родило синоќа, значи скоро цел ден останало кај тебе. Грош. Толку е изнајмувањето. Еден ден, еден грош. Ако, мајсторе, чекај. Еве еден грош. Туку, знаеш што? Јас возбуден го донесов котелот назад, а работите ми остана. Па ако сакаш да ми позајмиш еден голем котел, знаеш, да свршам работа. Се знае, еден ден, еден грош. Па, гледај, Петре, котелот да е женски. Последниот смев, најсладок е смев, така велат луѓе разни. И уште велат, алчноста е многу тежок грев. Тежок грев што треба строго да се казни. Помина 3 недели, а Итер Пео го нема. Што мислиш, да не си го земе тој котелот за себе? Така ќе се прави на шут и ќе си го земе. Кој знае, може и тоа да направи. Знаеш ли што? Ќе одиме ние кај него дома. Само повикај неколку луѓе стафли да бидат свидетели ако затреба дека Итер Пео на вистина позајми котел од мене. Ајде, ке тргне, нели? Ке пукне некоја шега, сигурен сум. Добар ден. Не работава за добар ден, мајсторе. Ама ичне е. Што е? Котелот што ми го позајми, умре. Кога? Пред 3 дена. Се згарчи наеднаш и умре. Како бре умре? Така, се згарчи и умре. Кај може бре котел да умре? Кај може? Кај може бре луѓе котел да умре? Зошто се чудиш, мајсторе? Котел може да умре
Како што може да роди, ете. Море, остави ги ти тие работи. Друго е породувањето, друго е умирачката. Друго е тоа. Една иста работа е тоа. Иста, мајсторе. Не ли е така, луѓе, а? Иста работа е тоа, исто. Ако некој може да роди, значи живее. А ако живее, тој мора да умре. Та не е котелот вечен. Така е. Котелот не е вечен. Ајде сега одете си и оставете не насамо со нашата болка. Нам ни умре котлицата, а вие си играте играчки. И не заборави, мајсторе, дека тој што може да роди, може и да умре, па макар и котел да е. Со алчноста така е, добива малку, многу губи и толку пари губи, колку повеќе ги љуби.